Денешната пресконференција ќе биде на тема за поврзана со автентичното толкување, кое што, ќе повторам, вчера Социјалдемократскиот сојуз имаше шанса да усвои какво сака автентично толкување, без да има обструкција од било кого во Собраниската комисија за законодавни правни прашања. Но очигледно е дека во последен момент некој подобар правник од министерката Десковска им укажал дека доколку усвојат автентично толкување, дека членот 11 не постои, истото толкување ќе мора законски да се вгради, односно поништи членот 11 во Законот за помилување од 93 година па наваму. И во тој случај, единствениот дежурен политичар корисник на политички помилувања, господинот Заев, ќе паднеше повторно на суд, односно ќе мораше да биде отворен случајот Глобал, за кој што аболицираниот Заев беше помилуван во 2008 година. Затоа ги повикуваме уште еднаш, за да нема во иднина злоупотреба на било какви аболиции за политичари, да ја прифатат иницијативата за надополнување на Законот за помилување и Законот за избрани и именувани функционери, каде што политичари кои што се помилувани нема да имаат можност да се занимаваат со политика или со друга државна или јавна функција. Во овој момент имаме двајца аболицирани политичари кои што се занимаваат со политика, тоа е премиерот Заев и вториот е државниот секретар во Министерството за локална самоуправа од Струмица, кој што исто така беше помилуван за случајот Глобал во 2008 година. Сметаме дека на ваквиот начин ќе може не само да се реагира во денешно време и да се превенира злоупотребата на политиката за аболиции, туку ваков еден законски текст и измени би влијаеле и превентивно и воспитно во иднина да не можат политичарите да очекуваат аболиција за нешто што го направиле како криминално действие во текот на нивното вршење на функцијата. Втората работа што сакам денес да ја истакнам е конфузијата која што постои во правниот тим на Социјалдемократскиот сојуз. Во 2016 година, кога Уставниот суд одлучувал за поништување на дел од измените на Законот за помилување од 2009 година, имаме 4 уставни судии кои што имале издвоено мислење. Не се согласувале со одлуката на Уставниот суд. Тие 4 судии се господја Габер Дамјановска, член на СДСМ, функционер на СДСМ, моментално директор на Академијата за судии и јавни обвинители, господинот уставен судија Исмаил Дарлишта, господјата судија Гзиме Старова, по предлог на председателот Црвенковски, избрана за уставен судија, и господинот судија, денес председател на Уставниот суд, Сали Мурати. Овие 4 уставни судии во 2016 година во издвоеното мислење тврдат дека Уставниот суд со укинувањето на дел од измените на Законот за помилување од 2009 година го враќаат во правна сила членот 11, врз основа на кој председателот на државата може по своја оценка, а во интерес на Републиката, да носи поединечни акти за помилување. Затоа нашето главно прашање до СДСМ е кој го води правниот тим во оваа политичка партија, каде што колку што има функционери и правници, толку има различни мислења. И оваа правна конфузија во владеачката партија навистина е непотребно да ја внесуваат како правна несигурност во целата држава, а со самото тоа
да создаваат и правна несигурност на граѓаните, на судовите и на другите институции кои што треба да се занимаваат со вакви важни материи. Тоа би биле пораките од денешната пресконференција. Повелете доколку има прашања. Каква ќе биде правната сила на оваа одлука на законодавно-правната комисија за уставна водно-контактност? Затоа што автентично толкување нема. Тоа е најголемиот абсурд. Партијата на аболицираниот премиер, која што 7 дена не прозиваше сите други партии и пратеници дека мораме да донесеме автентично толкување, вчера одлучи да нема автентично толкување. Немањето на автентично толкување е доказ за абсурдноста на барањето на СДСМ такво толкување да се донесе. Но какво и да било автентичното толкување, и да го имало, и во случајов бидејќи го нема, Собранието не е уставен суд и не може Собранието да ги превземе ингеренциите на било кој суд во државата, најмалку на Уставниот суд. Останува на Уставниот суд да си проценува на кој начин ќе постапи, а според нас, за да нема било какви дополнителни политизирања на оваа тема, нашата препорака е Уставниот суд да си упати писмо, како што тоа го има направено Уставниот суд на Албанија, на Украина, на Босна и Херцеговина, на Грузија, на многу други земји, до Венецијанската комисија и да си побара советодавно мислење за прашање кои што се од побитен интерес. Кои се вашите очекувања од Јас, она што би можел како моje скромно, лично очекување е да добиеме изјава или став од председателот на Уставниот суд Сали Мурати, дали Уставниот судија Сали Мурати во 2016 година, кога имал издвоено мислење, бил во право за членот 11, или денешниот председател на Уставниот суд Сали Мурати е во право кога го тврди спротивното. Не би сакал да полемизирам, само би сакал да им дадам еден совет дека Венецијанската комисија е најдоброто експертско тело кое што може да им даде стручно мислење без истото да биде политизирано. Дали членовите на законодавно-правната комисија вчера беа свесни зашто гласа? Ние бевме на претходна координација, каде што од сознанијата кои што ги имавме, беше заклучено дека секој обид на пратениците од ВМРО-ДПМН или од опозицијата да изразат поинакво мислење од мислењето веќе наметнато во јавноста со 7-дневни пресконференции за темата автентично толкување на законот за помилување, ќе биде злоупотребено од страна на владачката партија за да се спинува дека некој некого сака да брани, а некој нешто сака да штити во врска со правната држава. Затоа одлучивме да не правиме никакви обструкции, да бидеме прагматични во делувањето на комисијата и да им дозволиме на пратениците од владеачкото мнозинство абсурдот кој што го создадоа со автентичното толкување да им заврши на абсурден начин, без никакво мислење на законодавно-правната комисија, затоа што станаа свесни во последен момент дека доколку има толкување во кое што изрично ќе се каже дека не постои членот 11 од законот за помилување, ќе падне помилувањето за Зоран Заев и ќе мора одново да се отвори судењето за Глобал. Од Министерството за правда во контекст на правната сила на извештајот на ЗКП и Уставниот суд велат пред Уставен суд е членот 11-а, автентичното толкување за членот 11. Ако Уставен го укини или поништи 11-а, тоа нема да има влијание на помилувањата, бидејќи вчера Собранието потврди дека тие се невалидни, односно дадени на непостоечки член и се ништевни од моментот на давање. Се согласувате со тоа? Јас повторно ќе кажам. Министерството за правда, Собранието, Законодавно-правната комисија или политичките партии не можат да бидат уставен суд. Може да се согласуваат или да не се согласуваат со одредени мислења, коментари или одлуки или иницијативи на Уставниот суд. Но не може Министерката за правда да биде уставен судија наместо Уставниот суд. И сметам дека ваквото однесување на Министерството за правда е нарушување на поделбата на власта и мешање во ингеренциите на друг
орган кој што си има свои посебни надлежности надвор од владата. Ако ми дозволите едно прашање надвор од оваа тема. Повелете. Управо има полициска акција во 3 фирми за кои СДСМ ги споменува како наводен долг од 400.000 евра за последната кампања за председателски избори. Се работи за фирмите на Орце Камчев. Кој е вашиот став како таргет? Владата е нервозна во врска со случајот Рекет и нашите сознанија говорат дека навистина има и зошто да бидат нервозни. Нервозата со овој случај дополнително ќе расте. Владата ќе има реакции за да спинува или за да влијае на било кои потенцијални сведоци кои што би можеле да разоткријат нешто дополнително во аферата Рекет, но сметам дека толку се длабоко заглавени во криминал, каде што СЈО била оперативната алатка, власта била извршна логистика, што оваа нервоза и ваквите спинувања нема да им помогнат. Господин Мочовски, зашто повторно го враќате глобално во игра? Голем дел јавноста се согласува дека тоа беше политичка местенка на ВМРО-ДПМН против заедно и не можеше да го победни 10 години во Струмица. Дали сега пак се плашите дека нема да може да го победите на следните избори и подбарате пак се повикувате на таквите политички местенки за политички да го елиминирате? Второ прашање е со кое право вие повикувате некој да се тргна политичките цена која вас ве слуша да го бомбите како сте нарачувале суди да се устројат, активисти на СДСМ Кичево да се местат со лажни докази. Многу работи слушаме за вас во бомбите, самите сте обвинети од СЈО. Со кое право вие повикувате некој да се тргне од политиката? И трето прашање, како го коментирате успехот на владата во Лондон, каде што само за 3 години седиме на маса со Трамп, со Макрон, со Ердоган, со светски политичари, а вие бевте 12 години и министер и пратеник, а не успеавте ништо тоа да реализирате. Благодарам на прашањата. По однос на случајот Глобал, се работеше за криминал тежок 7 милиони евра и сметам дека немаше да има потреба од аболиција доколку помилуваниот политичар Заев веруваше дека има докази. Самото помилување и доделената аболиција од тогашниот председател на државата е сомнеш плюс дека Заев и сегашниот државен секретар во Министерството за локална самоуправа биле длабоко заглавени во криминал. Се надеваме дека премиерот Заев, кој што еднаш е помилуван, не го правеше смислено, не го режираше смислено немањето на мислење во законодавно-правната комисија, за да нема автентично толкување, со цел да си остави можност за некое следно помилување во иднина. По однос на незаконски стекнатите материјали, само би ја цитирал изјавата на советникот на аболицираниот премиер Заев, дека тие се прилично модифицирани и компрометирани и не би имал што да додадам. По однос на Лондон и НАТО самитот, Република Македонија заслужи да биде членка на Алијансата од 2008 година и очекуваме тоа наскоро и да се случи. Во тој контекст, ВМРО-ДПМН предлага за да не се доведува во прашање ниту ратификацијата на договорот за членство во НАТО, ниту договорениот датум за избори, да одиме на предвремена ратификација на договорот за членство во НАТО и на протоколот за зачленување, според примерот на Црна Гора. Црна Гора во 2017 година има на 28 април ратификувано договор за НАТО и протокол за членство, додека Холандија и Шпанија истите документи ги ратификувале следниот месец. Тоа покажува дека во НАТО веќе има востановено пракса, земјата кандидат, која што ги исполнила условите, не е проблем ако ратификацијата изврши порано и сметаме дека тоа е добро да го направи Македонското собрание, додека трае овој мандат, за да може во средината на февруари месец да се распушти и потоа на 12 април да имаме избори, за кои што сме сигурни дека ќе бидат избори на кои што Заев ќе биде поразен и од 3 јануари нема да биде премиер никогаш повеќе на оваа држава.
Благодарам многу. Пријатен ден.